Во новото издание на Меѓуредови на Курир разговарам со Ален Деребан, заменик министер за правда. Ви благодарам што ја прифативте поканата на Курир. Ви благодарам на можноста да гостувам на Курир. По образование сте магистар по право од областа на меѓународното право и меѓународните односи. Имате положено правосуден испит, работевте како адвокат, бевте дел од Советот на општина Струга. Заменик министер за правда станавте како човек кој веќе добро ги познава сите слабости на овој сектор. Кои ви беа најголемите предизвици? Што во секторот правда беше ваш приоритет за решавање? Видете, правдата е темелот на кој се гради довербата на граѓаните во државата и доколку тој темел се разнишува довербата на граѓаните и во системот и во институциите, но и во владењето на правото како целина. Со моето професионално искуство како правник, адвокат, како дел од локалната самоуправа, имав можност да се запознам со начинот на функционирање на правниот систем од повеќе разни аспекти и агли. Имав можност да се запознам со недостатоците на правниот систем, но и со потенцијалот за промена. Токму тоа беше и мотивот поради кој ја прифатив одговорноста да ја извршувам оваа функција, иако бев целосно свесен за фактот со задачата со која што се соочува овај наш ресор за правда, а тоа е враќање на довербата во правосудството. Токму тој поттик за да направиме промена во системот кој што во изминатите години трпеше многу критики, кој што беше предмет на недоверба од страна на јавноста и граѓаните и кој што имаше голем број негативни извештаи како на домашно, така и на меѓународен план и сцена, беше причина за да прифатам оваа функција, со цел да работиме и фокусот да го ставиме на создавање на институции кои ќе се самостојни и независни и кои што ќе работат во интерес на граѓаните. Мојот цел интелектуален капацитет, моето стручно знаење и професионално искуство, спремен сум целосно да ги вложам токму во тоа, изградба на еден правен систем во кој што правдата нема да биде само перцепција, туку што таа ќе биде реално достапна за секој еден граѓанин. Во една прилика изјавивте: оваа влада наследи држава во која не владеат уставот и законите, држава во која секојдневно бевме сведоци на кршење на основни човекови слободи и права. Кон кого го вперувате прстот кога бараме виновник за ваквата состојба? За таквата состојба која што ние ја наследивме, виновник не може да бараме во поединци. Станува збор за проблем со системот. Проблем со системот кој е настанат како последица на долги години на едно безредие, беззаконие, кој што се втемелувало, ширело, дури и се надоградувало и што доведе во ситуација Македонија да се декларира како држава која владее правна несигурност, со системски вкоренети криминал и корупција, во кој го зајадува и го разјадува секое здраво ткиво во општеството. Меѓутоа, ние не може само да посочуваме да бараме вина, треба да се бориме да ги промениме тие процеси, да не се повторуваат таквите состојби. Ние во моментов работиме во таа насока, работиме на создавање на една држава во која што правдата ќе биде посилна од политиката. Беше ли одлуката за разрешување на државниот јавен обвинител Љупчо Куцевски чекор во борбата против криминалот и корупцијата, или некој ќе каже битка со неистомисленик? Во никој случај не би можело да се подведе разрешувањето, одлуката за разрешување на државниот јавен обвинител како личен или политички чин. Одлуката владата да пристапи кон разрешување на јавниот обвинител беше донесена поради низа пропусти, прекршувања и незаконски постапувања од страна на јавниот обвинител, кои што беа детектирани не само од институциите, туку од целокупната јавност, како дел од причините поради кои што се пристапи кон разрешување на државниот јавен обвинител, беа, можам да наведам некои, да ги посочам, незаконското именување и назначување на вршител на должноста на Висшето јавно обвинителство во Скопје, пресметките со пониските јавни обвинителства поради анимозитет кон одредени обвинители, посредување при склучување на судски спогодби со носители на високи правосудни функции кои што беа затекнати во вршење на криминал и корупција, носење задолжителни писмени упатства кои што беа спротивни на закон и кои се задира, односно се врши груба повреда на основните принципи на Законот за јавното обвинителство, а тоа е хиерархија, субординација и самостојноста на јавното обвинителство,
Сите тие повреди се ставаат под основот за разрешување, а тоа е крупна професионална грешка која што влијае врз функционирањето на јавното обвинителство. Дополнително имаше докази за изнесување на одредени информации и податоци од конкретни предмети, со што се нарушува тајноста на постапката. Имаше и други низа причини поради кои што се пристапи кон разрешување на јавниот обвинител. Меѓу нив е и предизборното ветување на оваа влада дека решително ќе тргне во борба против криминалот и корупцијата и дека секој оној кој што се огрешил пред уставот и законите мора да сноси одговорност. За нов државен јавен обвинител е предложен Ненад Савески. Јавноста ја вида неговата богата биографија, оцената е неговата стручност и компетентност. А дали вие го познавате и какви очекувања имате од него? Секој оној кој што ќе се нафати да извршува функцијата државен јавен обвинител на Република Македонија треба да е свесен дека со таа функција ќе преземе и огромна одговорност кон државата, но и одговорност кон граѓаните. На огласот кој што беше распишан за избор на јавен обвинител можеше да се пријават сите кандидати кои што ги исполнуваа законските услови, меѓутоа и кои се спремни да се носат со таквата функција и со таквата одговорност. Владата одлуката ја донесе врз основа на биографиите, мислењата од Советот за јавни обвинители, но и другата пропратна документација која што и беше доставена и е на ставот дека Ненад Савески ги исполнува сите законски услови за избор за јавен обвинител и дека тој успешно може да ја извршува оваа јавна функција. Искрено да ви кажам дека јас него не го познавам, меѓутоа она што очекувам од новиот јавен обвинител е професионалност, интегритет и решителност во борбата против криминалот и корупцијата. Минатата година излеговте во јавноста со сериозни дискредитации за членовите на Судскиот совет. Рековте, цитирам, Судскиот совет целосно го има изгубено својот кредибилитет и не може да биде носител ниту дел од реформите во правосудството. Овој Судски совет, рековте, е причина за голем број на домашни и меѓународни негативни извештаи. Дали денес се променето вашето мислење или останува исто? Мојот став по однос на ова прашање останува принципиелен. Состојбата во која што ние го затекнавме Судскиот совет беше утврдена и констатирана не само од нас, туку од целокупната јавност. Последица за таквиот наш став и мислење се и бројните анкети кои што беа спроведени и во кои граѓаните искажаа апсолутна недоверба во функционирањето на Судскиот совет. Одредени постапувања кои излегуваа надвор од законската рамка на членовите и тогашниот председател на Судскиот совет, сите оние причини поради кои што беше спроведена оценската мисија од Европската комисија во 2023 година по однос на незаконското постапување на Судскиот совет и каде што беа констатирани одредени недоследности, беа дадени препораки за конкретни законски измени. Исто така интерпелацијата која што беше изгласана во собранието од страна на претениците, за која несудските членови во Судскиот совет не се одважија и не понесоа одговорност. Меѓутоа, во овој момент, да бидам искрен, состојбите се подобруваат, одат на подобро во врска со Судскиот совет. Министерството за правда изработи нов предлог закон кој што беше усвоен во декември минатата година. Со него се воведуваат многу новини. Прво се воведува, например, јавна расправа во постапката за разрешување на председателот на Судскиот совет. Се зголемуваат критериуми за избор на членови од дел на судиите и од дел на собранието. Се воведува јавна расправа за еден транспарентен и одговорен избор на членови на Судскиот совет преку собранието. Се регулира детално дисциплинската постапка, постапката за избор, именување и разрешување како на членовите на Судскиот совет, така и на судиите, каде што добивме и некои негативни пресуди од Европскиот суд за човекови права. Сега детално се регулира и надлежноста на управниот суд и целата таа постапка. Така што сите овие новини ќе придонесат за враќање на кредибилитетот на Судскиот совет. Во овој период се изврши избор на 20 нови членови во Судскиот совет по предлог на председателот на државата од собранието. Во тек е избор на нов член на Судскиот совет преку собранието, така што сите 3 члена се бираат според условите од новиот закон за Судски совет и на тој начин постепено сметам дека ќе го вратиме кредибилитетот на Судскиот совет, кој што е независно судско тело и кој треба да се грижи за независноста
и да ја гарантира независност на судската власт. Господине Деребан, македонската јавност изминатиот период беше вознемирена од неколку последователни настани што се случија немили на тема семејно насилство и особено насилство врз жените. Што според вас е неопходно да се превземе во овој сектор за што поретко да бидеме сведоци, по можност никогаш, меѓутоа што може државата да превземе да се намали овој степен? Свесни сме за недостатоците во системот по однос на спречување на ваквите појави и кои главно се однесуваат на недоволната реакција или недоволно брзата реакција и координираност меѓу институциите. Полицијата, обвинителството, судовите, центрите за социјални работи мора да реагираат многу побрзо и многу повеќе синхронизирано. На иницијатива на Министерот за внатрешни работи беше формирана меѓуресорска работна група. Ова работна група ќе работи на измени на конкретни закони со кои се уредува оваа материја. Носител на таа работна група е Министерството за социјална политика, демографија и млади. Во таа група учествуваат и представници од Сдруженијата на граѓани. Така што во следниот период истата ќе работи на итни законски измени. Конкретно можам да наведам некои закони како што се Законот за правда на децата, Законот за бесплатна правна помош, Законот за надомест на жртви од кривични дела сторени со насилство, меѓутоа и на процесните закони како што се Законот за кривична постапка и Законот за парнична постапка. Сите овие закони се од наша надлежност, односно одговорен ресор е Министерството за правда. Најважно е да изградиме систем во кој жртвите ќе имаат доверба да пријават, а институциите ќе постапуваат навремено. Ако досега не било така, како се постапувало и зошто некако, како што расте бројот на пријави, ние сваќаме дека се зголемува довербата да се пријави дека ќе се превземе нешто, меѓутоа последните случаи ни докажаа дека не било баш така. Факт е дека има одредени пријави каде што институциите, како што кажав, реагирале ненавремено или недоволно ефикасно. Наша работа е да работиме на промена на начинот на делување на институциите во заштита на жртвите на семејно насилство и било какво насилство. Очекувам поголема сериозност при разгледување и постапување по пријавите. Институциите мора да сносат одговорност, а жртвите мора да знаат дека државата стои зад нив. Во таа насока се и последните измени на кривичниот законник, поточно на член 130 кај кривичното дело телесна повреда, кое до сега се гонеше по предлог на жртвата. Имавме многу случаи каде што жртвите се откажуваа од кривично гонење и судот и обвинителството тука беа немоќни да реагираат. Тие постапки се запираа, а сторителот на кривичното дело се ослободуваше од било каква кривична санкција. Минатиот месец се извршија тие измени, сега во иднина ова кривично дело се гони по службена должност, па дури и доколку жртвата се откаже од кривично гонење, насилникот, сторителот на кривичното дело ќе биде осуден доколку за тоа постојат соодветни докази. Меѓутоа, ова законска измена ќе важи во иднина, односно не може ретроактивно наназад на тие случаи да се применува ова одредба, така што во иднина после стапувањето на сила на овие измени сите кривични дела во врска со телесни повреди ќе се гонат по службена должност, а не по предлог на жртвата. Истражувањата на јавното мислење покажуваат дека граѓаните во Република Македонија немаат доверба во правосудството или, да бидеме конкретни, имаат доверба која изнесува 2%. На почетокот разговаравме кои ви беа приоритетите кога ја преседовте оваа функција. Сигурна сум дека еден од нив било оваа слика да биде променета. Дали сте на добар пат да ја вратите довербата на граѓаните во правосудството или за тоа ве чека уште многу напорна работа? Промената на состојбата која што ја наследивме во правосудството не може да се случи преку ноќ. Меѓутоа, довербата од само 2% во истото од страна на јавноста и граѓаните е доволен аларм дека работите треба да се менуваат. Ние уште веднаш од преземање на Министерството за правда започнавме со тие промени. Како што кажав, го донесовме Законот за судскиот совет. Во моментот во собраниска процедура е Законот за јавното обвинителство, кој ги помина сите владини филтри, доби позитивно мислење и од Венецијанската комисија. Со овој закон се доуредува постапката за избор на државниот јавен обвинител, се внесува поголема транспарентност при изборот, со што се овозможува филтерот да може да го поминат само најдобрите кандидати.
се зголемува самостојноста и независноста на јавните обвинители, меѓутоа истовремено се зголемува и нивната одговорност. Се предвидува минимален буџет од 0,4% од даночните приходи, меѓутоа и се воведува буџетска автономија, односно да може обвинителството самостојно да располага и да ги распоредува буџетските средства. Исто така во собраниска процедура е законот за Советот за јавни обвинители и тука се имплементираат препораките од Европската комисија и во делот на зајакнување на положбата на Советот, во зголемување на критериумите и транспарентност во постапката за избор на новите членови на Советот на јавните обвинители. Се работиме и на други законски решенија. Во моментов се во финална фаза изработката на законот за судовите, кој што е значаен двотретински закон, но и законот за Академија за суди и јавните обвинители. Готови се процесните закони, законот за парнична постапка е во владина процедура, се очекува да ги поминат тие филтри и да биде донесен во собраниска процедура. Законот за кривична постапка треба да се испрати на мислење до Европската комисија. Исте случајот и со кривичниот законник. Јавноста е информирана за работната група која што работи на изборниот законник и која што е актуелна во моментов, така што постепено работиме на многу законски решенија кои што ќе влијат за враќање на довербата во правосудството, меѓутоа многу пати имам кажано дека не е доволно само да донесеме квалитетна законска рамка, туку е потребно, неопходно истата да се применува, да се имплементира во праксата од страна на сите чинители. Роден сте во Струга, го спомнавме вашето образование и професионална кариера. Би сакала, доколку дозволите, едно приватно прашање. Вие сте татко на 3 дечиња, Јохан, Јаков и Стела. Дома ви е сигурно една позитивна атмосфера. Како го поменувате слободното време? Ги делите ли обврските околу дечињата? И имате ли време за некој фудбалски надпревар, за некој културен настан? Одговорноста и обврските кои што со себе ги носи извршувањето на јавната функција се големи, меѓутоа главната и најголемата енергија, инспирација црпам токму од моето семејство. Дома знам дека ме чекаат 3 дечиња, Јохан, Јаков и Стела, кои се на иста 6-годишна возраст. Со нив секој ден е поминат во радост, смеа, игри, меѓутоа и големи предизвици. Секако дека обврските ги делам со сопругата, меѓутоа секој момент поминат со нив е навистина драгоцен. Без разлика што најголемиот дел од слободното време го поминувам со нив, секако дека сакам да посетувам и културни манифестации, настани, фудбалски надпревари. Тоа и сам природно доаѓа, бидејќи, како што кажавте, доаѓам од Струга, град со богата културна традиција. Тие се мојата инспирација, моето богатство, мојот благослов и мислам дека тие се инспирација за се поголема и понапорна работа за подобра иднина. Ви благодарам уште еднаш за одвоеното време. Ви благодарам и вас.